Оваа прекрасна изведба на неколку народни песни од страна на децата од градинката Наша иднина од Прилеп беше дел од манифестацијата за одбележување на 15 октомври, меѓународниот ден на руралната жена. Организацијата на настанот беше на ЛАК Агролидер во соработка со општина Прилеп. За оваа цел на платото кај градскиот часовник се одржа саем на земјоделски производи, а исто така во големата сала на општина Прилеп се одржа и конференција на тема зајакнување на руралната жена. На настанот беше потенцирано дека во светот од 60 до 80% од храната ја произведуваат токму руралните жени, а додека во распределбата пак на приходот учествуваат само со 7%. Сликата во однос на правата на руралната жена не е многу поразлична и во Македонија. Проблемите се многу комплексни за руралната жена, пред се подобрување на условите за живот на селото неопходни се. Проблемите започнуваат, не знам од кај да почнеме, треба тука да ги слушате презентациите, од неможноста за пристап до јавни сервиси, секакви од немањето на транспорт, например, соодветен, за да пристапи до одредени места, па се до несоодветниот третман на институциите, неможноста за добивање на пензија, незарачунувањето на домашната работа и на така нареченото екзистенционално земјоделство, кое што во главном руралните жени сите и кога не произведуваат за пазар, имаат многу големи активности во земјоделството кое што е наменето за поддршка на семејството. На последните локални избори само 2 жени се избрани за градоначалнички во рурални општини. Една од нив е Јасмина Гулеска, градоначалничка на општина Могила. Таа вели дека проблемот со родовата еднаквост не е застапен само во Македонија. Потенцира дека се потребни повеќе финансии и фондови за подобрување на статусот на руралната жена. Со зголемување на првично на фондовите за искористување на во делот кај руралната жена, отворање на нови фондови, особено преку Министерството за земјоделие и Агенцијата за финансиска поддршка во развојот, преку Министерството социјала и труд и сите други инстанци, сметам дека треба да се приближиме кон некои поевропски стандарди, онаму каде што веќе се случуваат некои мрежи на организации кои поддржуваат други мрежи на организации, каде што се зачленуваат членки на волонтерска база и каде што ги вклучуваат жените, особено од руралните средини, во процесот на одлучување. Захарина Христоска беше една од руралните жени, членка на Сдруженијето Крушевска жена, кои што беа дел пак од сајмот на земјоделски производи кај градскиот часовник. Порачува дека со ваквите настани се афирмира улогата на руралната жена и дека само со здружени сили руралните жени можеле повеќе да постигнат. Целта на Сдруженијето што се формира е да се јакни крушевската жена. Нашето здружение се занимава со производи, домашни производи. Произведуваме најразлични производи, од ликери, сладка, домашна ракија, сирупи, лековити и нашите производи ги пласираме на различни базари. Значи тоа многу ни помогна. Веќе жените се повеќе се трудат, значи да го зголемат своето производство, својот асортиман и исто така сепак значи внимават и на својот квалитет. Од ЛАК Агролидер вела дека со организација на конференцијата и на сајмот, целта им била да се прикаже руралната жена како двигател на руралниот економски развој. Сакаме да ставиме посебен акцент, бидејќи како држава веќе имаме некој напредок во спроведување на стратегијата за родова еднаквост, но сепак застапеноста на жените, а особено на жените од руралните средини во процесите на одлучување и креирањето на политики е на многу ниско ниво, така да со вакви настани и со продолжување на дополнителни активности би сакале да се подигне свеста и да се активираат жените да бидат стварно вклучени во процесите на креање политики кои што се одестуваат на нивните реални потреби, со цел да обезбедиме за економска и социјално зајакнување на руралната жена, а со тоа би обезбедиле и одржлив рурален развој. Има изложувачи, односно жени производителки на примарни и секундарни земјоделски производи. Затоа за таа цел
тука ги имаме Блага Трајковска, која што произведува органски планински мед, Сдруженијето Крушевска жена која што работи под слоганот Домашно од Крушево е, со традиционални месени производи, со шумски плодови и со домашните стенини. Потоа ги имаме Зора Лек, односно органски ливадски мед. Имаме козјо сирење за целосно здравје, производител на козјо сирење и мед и пчелни производи од пчеларство Бошковске. Австрискиот аташе за труд, социјална политика и здравство Харалд Фугер, кој присуствуваше на конференцијата, истакна дека и жените во Австрија се соочуваат со слични проблеми како и оние во Македонија и дека и тие немаат право на димотот и слично. Тој порача дека исто така треба да се бориме за намалување на јазот при вработувањето помеѓу мажите и жените. Ситуацијата со руралните жени во Австрија понекогаш е многу предизвикувачка, поради тоа што и жените од руралните средини во Австрија често се соочуваат со економска независност, односно немаат право на димотот, а сето тоа влијае врз состојбата на жените во руралните средини во Австрија. Значи, како што кажав, тоа е предизвик и треба понатаму да се работи на економската независност на жените за подобрување на социоекономската положба во општеството. Жените кои што се вклучени во земјоделскиот сектор во Австрија работат како фармери, но последно време нели знаете како што е ситуацијата, тие се селат во поголемите градови, го напуштаат земјоделското и земјоделските работи, се селат во поголемите градови, во Виена и при тоа земјоделскиот сектор останува без доволно капацитети. Значи постојат многу можности за вработување на жените и за зголемување на бројот на вработени во земјоделскиот сектор, но тоа е предизвик заради тоа што жените, освен што извршуваат земјоделски работи и активности, тие исто така се грижат за семејството, се грижат за целата куќа и тоа е всушност тој традиционален начин и уредување во семејството дури и во Австрија. Инаку со овој настан, општина Прилеп за првпат се вклучува во активностите на светската кампања 17 дена активизам за зајакнување на руралната жена, со цел да го поддржи движењето за зајакнување на руралните жени и нивните заедници.